Благодарам председателе. Со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства во висина од 100 милиони денари за одводен канал за атмосферска вода на улица Младинска, општина Струмица, во должина од 2 километри и 20 нови шахти. Комплетно уредување на главните одводни канали во село Муртино по должина на главната улица се до влегувањето во Моноспитски канал, чистење, нивелирање, бетонирање, како и бетонирање на помалите одводни канали, уредување на бетонирањето на каналот за атмосферска вода во село Дабиле и изградба на одводен ободен канал за прифаќање на атмосферските води во село Куклиш. Инако овој амандман повеќе пати го предлагаме и во однос на определување на средствата за одводниот канал за атмосферска вода на улица Младинска во општина Струмица, би кажала дека навистина е жално во 21 век во едно од централните подрачја на градот да при секое пообилно врнење на дожд се поплавува улицата и неможност да се стигне и до основното училиште Никола Вапцаров и до детската градинка. Буквално улицата плива во вода, има многу нечистотија и има исто така и можност и за во летните периоди, па и во зимните периоди за ширење на зараза. Како што реков, овие спаѓат и Куклиш, каде што буквално земјоделците не можат ради атмосферските води кои што се сливаат во селото да одат до земјоделските површини кои што се покриени со вода и да ги засеат и во есенските и во пролетните сеидби, а пак за населеното место Дабиле тука па буквално треба многу малку средства, ради тоа што тоа не се некои канали големи, него они така ги нарекуваат канавки. Тоа се стварно мали одводни каналчиња кои што ги има низ целото село, а се во текот на летниот период поради нечистењето и неодржувањето истите околу овие каналчиња, канавки има роеви од комарци кои исто така можат да бидат причина за заразни болести и како што реков и за село Муртино, кој исто така ради тоа што не се потребно е чистење, нивелирање, бетонирање, треба ова да се спроведе, селото се поплавуваат и куќите. Во буџетот се планирани проекти во областа на водоснабдувањето и на комуналната инфраструктура, и тоа проекти во водната инфраструктура и одведувањето на отпадните води, како и за подобрување на водната инфраструктура во општините во Република Македонија, меѓутоа тоа е само на хартија. Ако ги видиме буџетските средства кои што се издвоени во буџетот за Министерство за транспорт и врски, во одделот на водовод и канализација, како што рече и колегата Дајанчо, има огромно намалување од минус 98%. Проектот за водоснабдување одводни отпадни води има намалување од минус 63,31% и со оглед на тоа што оваа влада најавуваше илјадници километри канализациони мрежи, а ништо за еден мандат, а ништо од тоа не е направено, сметаме дека после толку време, четврти пат овој амандман се поднесува, може, ако оваа сума од 100 милиони денари е голема, па бар да се издвојат на некои делови, на некои за Струмица или за Дабиле, на некои да се овозможи, да се даде на некои средства. Не мора сите да бидат во еден дел. Благодарам.